Драги браќи и сестри, македонци, членови на црковната општина Свети Климент Охридски во Берлин. Македонецот кога тргнувал од својата татковина, немал нешто што многу да понесе со себе во неговите куфери, но затоа имал што да понесе во своето срце. Ја понел со себе верата на нашите татковци, ја понел културата, го понел јазикот, го понел фолклорот и традицијата. И се труди на сите овие години тоа да го зачува и да го предаде мекните генерации, за да не го загубиме. И еве, од првите луѓе што дошле тука, кои имале само еден сон, еден ден да имаме нешто свое тука, да имаме своја црква, да имаме свој свештеник, тој сон повека низ годините станал реалност. Реалност во која што се менувале луѓе, се менувале генерации, во желбата и идеалот останува секојаш да биде еден и ист. И еве, веќе 31 година зад нас, имаме како тој сон почнал да се реализира, веќе со формирање на црковната општина. Може би за некого ова е и мал јубилеј, јубилеј од 30 години, но сепак кога се знае дека најстарите наши доселеници тука дошле пред 50 години, 30 години е сепак јубилеј доста започнат. Нека ни е честити од Бога благословен овој јубилеј, дај Боже да стигнеме уште до многу јубилеи и дај Боже по молитвите на Светиот Климент Охридски Чудотворец следниот јубилеј да го прославиме во нашата црква, во оваа црква што денес имавме чест да видиме како тоа би изгледало. Може би не изгледа тој сон далечен се уште, но доколку се потруди секој од нас да помогне оноliko колку што може, ништо повеќе од она што може, а секој може барем малку да помогне, лесно би се стигнало до реализација на овој проект. Верувам дека денеска, вака собирајќи се заеднички и гледајќи презентацијата на овој проект, ќе се разбуди малку поголема желба за секој од нас да знае, да дознае нешто повеќе за проектот и кога би се почнало со негова реализација. А ако почнеме, не знам кога, но еден ден ќе го имаме крано. Ако не започнеме, тога сигурно знам дека никога нема да го имаме. Затоа, ве повикувам сите вас, во името на Македонската православна црква, да се потрудите, да се вложите и дај Боже еден ден да можеме да го служиме и да се собираме во тој наш храм. Нека е за многу години. Благодарам. Ваше Високопреосвещенство, почитувани македонци, добре дојдовте на ова јубилејна свеченост по повод 30 години од постоењето на нашата црковна заедница. Ете, нашиот владика убаво кажа дека со слога, со љубов, не само црква, што можеме да изградиме, туку и ќе бидеме пример за останатите народи. Сакам да упатам благодарност до сите оние, би рекол, ветерани кои во 1991 година сите сложно со љубов ја започна црковната заедница и црковниот живот тука во Берлин. Голема благодарност до сите оние кои 30 години
наназад помагаат и придонесуваат на нашата црковна заедница во Берлин. Голема благодарност и на сегашниот одбор кој во мал временски период од 7 месеци придонесе многу и покажа дека македонците ја сакаат црквата и го сакаат македонскиот народ. Има се уште луѓе, македонци, кои си ја сакаат својата Македонија и својата македонска црква. Ви благодарам уште еднаш на сите што придонесувате цело ова време македонската црковна заедница во Берлин да расте. И дај Боже, следната година да ги поставиме темелите на новата црква, при што многу наши деца, внуци ќе се крштеваат и венчаваат во таа црква и ќе има еден нормален и духовен црковен живот. Ви благодарам уште еднашка, имајте убава вечер. Благословен наше Бог, Господи, святите векови. Амин. Свети Боже, свети крепки, свети безсмртни, помилуј не. Свети Боже, свети крепки, свети безсмртни, помилуј не. Свети Боже, свети крепки, свети безсмртни, помилуј не. Слава на Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Пресвета Троице, помилуј не. Господи, очисти ги нашите гревови, Владико, прости ги нашите беззаконија, Свети, посети ги и цели ги немощите наши заради Твоето име. Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и није присни во веки веков. Амин. Отче наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја, како на небото, така и на земјата. Лебот наш насушен дај ни го денес и прости ни долговите наши, како што ги проштеваме и ние на нашите должници. И не уведувај не во искушение, но избави од лукавиот. Твое царството и силата и славата на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во сите векови. Амин. Со зборови си ги упатил народите во верата Божија, со делата си се издигнал преблажене, кон божествен и блажен живот, со чудеса си ги просветила ние, што пристапуваат верно кон Тебе. Со знаменија си ја осветлил темнината, поради тоа го славиме Твојот божествен спомен Клименте. На Господа се помолиме. Господи, кој се си направил со својот збор и си ги наредил на земјата да раѓа многу различни плодови за наша насада и храна, кој трите момчиња и Данила, кои биле во Вавилон, хранејќи и со семења, си ги покажал со посветли лица од оние што биле во сласт хранети. Сам ти се благ цар, благослови ги и овие семења смешани со различни плодови и освети ги оние што од нив ќе јадат, зашто во Твоја слава и во чест на светиот Климент, Светскиот чудотворец, и на светата владичица наша, Богородица и секојаш Дева Марија, за спомен оние што починале во благочестива вера, ова се принесе од Твоите раби. Затоа, добар Боже, на оние што го украсија да завршуваат спомен, подарим се што просат за спасение и за наслад на Твоите вечни блага, по молитва на пречистата владичица наша Богородица и секојаш Дева Марија, и на светиот Климент, Светскиот чудотворец, и на сите Твои свети. Зашто Ти се преблагословуваш и осветуваш се Боже наше Тебе слава,
Вознесуваме се безпочетният Отец, единородният Твой Син и пресветият и благ и живот, Твоен Твой Дух, сега се и тогаш и во свете векови. Амин. Христе Боже наш, благослови го веле пченицата и виното со Твоя свет Дух, сега се и тогаш и во свете векови. Амин. Господи се Христе Боже наш, благослови го веле пченицата и виното со Твоя свет Дух, сега се и тогаш и во свете векови. Амин. Господи се Христе Боже наш, благослови го веле пченицата и виното со Твоя свет Дух, сега се и тогаш и во свете векови. Амин. Ти го примесваме, Господи Боже наш, овој дар во чест и слава на светиот Климент Охридскиот чудотворец. По неговите молитви прими милостив оваа жртва на небесниот Твој жртвеник. Святи мученик си, же добре страдавше, сломавше и венчавше ся, молите всяко Господу, помиловати ся душа наши. Слава Тебе, Христе Боже, апостолом хвалом, учеников радование, и же проповед Троица единосущая. Исаия ликуй, давай мне во чреве, и роди сина Емануила, Бога же и человека, восток имя Ему, Его же величаю, что Его ублажаем. Великую Пресвятую Тройцу, Пресвятую Богородицу, помагай ми. Великую Пресвятую Тройцу, Пресвятую Богородицу, помагай ми. Великую Пресвятую Тройцу, Пресвятую Богородицу, помагай ми. Христос посреди нас. Ей, че видя. Понесените молитви, Христе Боже наш, помилуй ни и спаси не, амин. Помилуй не, Боже, по Твоята голема милост и се молиме, услиши не и помилуй. Уште се молиме за милост, живот, мир, здравие и спасение на чедата Божи. Имињата. Верка, имињата. Александар, Верка, Теодора, Тамара, Јана, да ги помилува и спаси како добар и човеколюбив. Зашто си милостив и човеколюбец Бог и Тебе слава Ти вознесуваме на Отецот и Синот и Светиот Дух сега и секогаш и во вечни векови. Амин. По молитвите на светите Отци наши, Господи Исус Христе Боже наш, помилуй нас. Нека е честито и Бога благословено кумството. Еве овој благослов што примавте во годинава која е за нас, да ве следи во текот на целиот твој живот и на кумовите за наредната година. Нека Господ Бог им помага и нека ги укрепи во добро здравје и да имаат и од повеќе, па да може да даруваат она кое што е непотребно за. Ви благодарам на сите уште еднаш што одвоивте време денес да видиме тука сите заедно. И ми се да благодарам на официјалните представници, господин Близнаков, кој денеска е заедно со нас, со представниците на Комисијата на Агенцијата за иселеништво, на припадниците на посадата, секако на гостите од Уна и Дортмунд и на овие мали прекрасни градоци кои не го разбавија денот, и секако на Пасен Силјански и неговата верна дружина, на кој што допрва им предстои работа за да ни го разрабува проведен. Нека е за многу години. Амин. Отцу и Сину и Святому Духу и није пресно и во веки веков. Амин. Господи помилуј, Господи помилуј, Господи помилуј.
Високо преосвященейший владико, святи благослови. Христе Боже, благослови родените пиење, множи духовното јадење и пиење во овој дом, во оваа црквена општина, во овој град и на целиот свет, зашто си свет сега, секогаш и во сите векови. Добра забава и добар апетит сега. Почитувани драги браќа и сестри, дали сака некој да се пријави за кум за следната година? Има двајца, може и двајца, може и тројца. Ќе продолжиме масата вака. Четворица, 5 души. Има други, 6. Памтете, нека спима некој. 7, 8, браво, 9, 4, бидете здрави и живи, честито кумство на стариот кум, му благодариме многу и честито кумство на новите кумови. Браво, ви благодарам. Почитувани присутни, дозволете да ви се заблагодарам за вашето присуство во голем број за оваа прослава по повод нашиот јубилеј во формирањето на црковната заедница Свети Климент Охридски во Бели. Во овој контекст, посебно во името на црковниот одбор, сакам посебно да се заблагодарам нашиот митрополитка за Европската епархија господин Пимет, што се одлажи на нашата програма, да ни достои да ни го збогати настанот. Голема благодарност на сите што дојдовте во Агенцијата за селеништво, кој дојдов специјално за овој повод. До представниците од Македонската амбасада во Берлин, Војна Протеше, на гостите од Дортмунд и на сите присутни што дојдовте што разбогатите да ја направите. Голема честа вечерва да се биде овде со сите вас заедно склопите да одбележиме достојно овој значајен јубилеј. Тоа сакам да ви се заблагодарам на мојот црковен одбор што ми даде поддршка, на сите вас. Без вас не можеме ништо да направиме и јас како индивидуа. Посебна благодарност сакам да благодарам на сите спонзори кои не поддржа за оваа јубилејна вечер, 30 години, и на сите помагатели и дарители во целиот контекст од 30 години. Во тој контекст ќе му дадам збор сега на брат Максимов да ги поделиме благодарниците за нас од, така речено, најзаслужните што помагале од, така речено, од 73-та, кога било првата иницијатива и кога е официјално, така речено, 91-та, кога имаме да добиеме благослов. Уживајте во вечерта, Бог помеѓу нас.